Значи нема потреба, рекол Габриел, Гаци рекол, овој рекол, оној рекол, тоа окей, важи. Вие нам они би требало на маса, добро, нема проблем. Утре го решаваме проблемот и тоа како Груевски што го правиш. Оп, Не бе, и на секој 2 години може избори. да му побараат на Ескобар да му понуда да се кандидира за некоја функција тука во Македонија, ќе возможиме и нека освои поише од 430.000 гласови или 560 од Гордан Сијановски и нека ја води држава во европска насока. Чекај бе, нека не направат 55 или која е таму америчка 52. држава. Ескобар, а не Пабло. Габриел вели Гаци. да Гаци вика, Гаци Ескобар вика добивме уверување од сите нивоа на партиското раководство на ВМРО ДПМН дека ќе остане посветено на европскиот пат. Сите нивоа, тоа значи и Тони Јарески го прашале, Општински комитет Карпуш. И он му ветил дека ќе остане на европскиот пат. Да. Со Ервин Ромел. Пораки до Грција особено се засили по изјавата, добро. Пораки за строго придржување до Преспанскиот договор и неговото целосно почитување периодот пристигнат Грција и меѓународната заедница кој Гордана Сијановска давка каже Македонија. Шо правиме со гласовите за враќање на уставното име? Се шо правиме? Вели, мислам дека Европа и САД многу јасно ја кажаа нашата позиција на председателот по инаугурацијата дека целосно очекуваме од Северна Македонија ќе продолжи по својот европски пат, ќе се посвети и ќе продолжи да биде посветена членка на НАТО и веројатно ми тие се посветена членка на НАТО и добивме верување од сите ниво на партиското раководство на главната партија ВМРО ДПМН кој победи на изборите и ќе остане посветено на европскиот пат. Тој нагласи дека всушност постои се поголем реализам дека нема друга алтернатива. Така мислам Тоа значи дека... немате каде. Кој ќе те стават во шише, тоа значи немате. Уза зид. Така мислам дека ќе видиме и се надам дека ќе видиме тој пат да продолжи да биде главна политичка цел на новата влада. Доколку настојуваат да го оспоруваат јадрото на договорот во врска со името на државата и да ја нарекуваат таа како што сакаат да ја нарекуваат, тоа ќе треба да знаат дека нивниот европски пат ќе остане затворен, рече Мицотакис во порака до новата влада во Македонија. Ме имам едно прашање, само Ја само вака. Ако Мицкоски и било кое раководство на било кое ниво во партијата тераат по паметот или како што ќе им кажа таа ќе прават, речено сторено, ќе завршат као СДС. Значи нема потреба, рекол Габриел, Гаци рекол, овој рекол, оној рекол, тоа окей, важи. Вие нам они би требало на маса, добро, нема проблем. Утре го решаваме проблемот и тоа како Груевски што го правиш. Оп, не бе, и на секој 2 години може избори. да му побараат на Ескобар да му понуда да се кандидира за некоја функција тука во Македонија, ќе возможиме и нека освои поише од 430.000 гласови или 560 од Гордан Сијановски и нека ја води држава во европска насока. Чекај бе, нека не направат 55 или која е таму америчка 52. држава. Или, Ќе гласаме јас се- ние за е, председател на Јас се Америка согласувам. и да завршиме работа више. Трамп да се ќе има влушиме. 1.800.000 гласови плюс. Да, донесете овде патриот систем и да ја поставите, Абрам си тука, нека има војска ваша и да завршиме со ова прашање више. Не, ама Што мене не ми е јасно. Сега ќе се правиме улови или зашо никој од Македонија до сега не реагирал. Го гледав Мицотакис, нели, не можеш да не го гледаш како со бугари, не сега ќе не удават со грциве. Ајде, сега цело време ќе го гледам Мицотакис. Ама ја го гледам. И го гледам Мицотакис дека цело време вика Скопје. Па ние не сме Скопје. Ни по Преспански договор не сме Скопје. Ние по Преспански договор, барем они треба да го сака да го почитуваат они Преспанскиот договор, треба да го почитуваат Преспанскиот договор. Ама ние за нас Чекайте, бе, полека малку. Вето. Чекайте. Ние допред 15 дена имавме проблеми со Грција? Имавме закани од Грција? Немавме. Откако овие луѓе седнаа во една фотелја, ние почнавме да имаме проблеми. И се ајде да ви кажам вака. Сега мисли да вербално да завојува со Грција. Вербално ќе војува со Дуи, така? За Дуи стои Албанија, а зад Влен стои Косово. Стои Косово, така. Значи тоа значи вербално ќе војуваме и со Албанија, ќе војуваме и со Бугарија, ај кажи ми како тоа?
Може да ми објасни некој? Русија, па и таа гледа, што е толку голема сила, гледа, ако со овие со Западот се закачила, гледа грбот позади со Кина, со Индија, со Пакистан, Азербеджан, тамо кои се Монголија во непосредна негова близина, со нив да има добри односи. Сега ти од овие колку непријатели, како ќе војуваш со сите? Каква е таа стратегија? На комплетно затворено прашање од друга страна, ти го отвораш повторно и ќе добиеш нова вербална војна. Ама јас очекувам дека, бидејќи договорот не го почитува нити Грција, договорот за добрососедство со Бугарија е проблематичен за нас, фактички е проблематичен за Македонија, заради комисиите и така натаму. Јас очекувам дека нема да останат само декларативни заложби за избори у кампања на Мицкоски, на Силјановска, на останатите, дека ќе го преговараат през овој, како се вика, бугарскиот договорот за добрососедство со Бугарија, и дека нема да останат декларативно само на тоа дека ќе го репреговараат през Спанскиот договор. Значи, ја мислам дека вето, веќе имаме едно вето, уште едно ќе имаме од Грција, ама барем да се испреговара през Спанскиот. Да се репреговара, да го направат подобро за нас. Ама има и друга работа, го спомнем договорот за добрососедство со Бугарија. И од тој договор Бугарија требаше да ме поддржи на европскиот пат, па не стави вето. Ја уште не можам да сватам првото вето за шо беше. Веројатно ни они самите не знаат. Јас само прашувам до пред 15 дена дали имавме проблеми. Немавме. Ќе видиме сега понатака како ќе. Епа ако немавме проблеми до пред 15 дена, зашто смени власт? Ама ја, Ако било без проблеми. Ја апсолутно се согласувам со она што го кажа кога беше во понеделникот Благојче. Или ќе го почитуваме до крај през Спанскиот и ќе одиме во Европска унија и све ќе правиме кој што ќе ни кажат, или нема ништо да почитуваме и све ќе раскинеме. И ќе тераме по наше, по македонски. Нема договор што не може да се раскине. Нема. Нема договор што не може да се раскине. Ама ни риба ни Има девојка. последици што може да се истрпат или да не ги истрпиш. Да. Треба да се каже кои ќе Да. бидат последиците, треба да бидеме спремни и сега реалноста е следна. Во моментов ние може да добиеме вето од Грција, а Преспанскиот 100, што би рекол Заев. Значи тука си Преспанскиот, ние уште сме Северна Македонија. Дајте или вратете го името, или почитувате го Преспанскиот, што ќе глумиме ни риба ни девојка. Сега имате власт, имате поддршка од народ, тој народ не гласаше на референдум, бойкотиравме, дадовме поддршка да не се менува името, шетавме по улици, протестиравме, вратете го името. Па Стив организираше бойкот. Организираше така. Бойкот, Ајвар Правев. Да. Сите тука у студио сме организирале бойкот, дури и режија фамилиарно. Да, ама така да мислам дека не треба тоа декларативно да биде, треба да делуваат и така. Сега дали ќе треба ако ни воведат пак визи. Сега тоа е. Сега гледај, место да одбереме стратегија ние да не иритираме, туку ти си ја завршуваш работата како што треба и му викаш, господине, ти договорот Преспански не го почитуваш. Ознаки на табли немаш Република Северна Македонија, во твојот говор не употребуваш Северна името, Македонија, името не го спомнуваш, зборуваш Скопје и така не го почитуваш договорот. Ти го поменеш еднаш, два пати, три пати и потоа ќе се заканиш дека ќе го раскинеш договорот. А не ти прв даваш повод за тебе да те тегнат за уши. Место да им викаш, абе ќе му кажете да го почитува или не го почитува. Ако не го почитува, нема да го почитувам ни јас. И тогаш претиш со раскинување. А сега ти правиш потез тебе да ти ги тегнат ушите. Нема. И неговото се заборава дека он Скопје тамо стои, дека те вика вака, него твоето сега ти го зборат. Слушна Гаци да му вика на Мицотаки себе, зашто таблата не ја смениш, толку ти е тешко да пишеш Република Северна Македонија. Ама Гере Патрис, грчкиот МНР,
пена му фати устата, а нашето МНР под Бујар Осман излезе со реакција зашто Гордана Силјановска кажала Македонија. Ама 500.000 луѓе гласаа за Така е. гласаа за ние да нашите политичари во изјавите пред медиуми и кога ќе гостуваат на телевизија во Македонија да викаат Македонија. Затоа гласаа 500.000 луѓе. Така е. Шо сега? Така е. Сега, значи, дали Тие што ќе ги избраа нека се викаат Македонија. Ама јас што мислам? Јас мислам требаше прво да нив да она председателката каже ние го почитуваме договорот, вие не го почитувате. Што мислите вие понатака? Ќе го почитувате ли да го раскинуваме? Не, нема зошто тоа да го прави. Епа како? Он нека Или ќе иде го почитувате, или ќе го почитуваме заедно и вие и ние, или ќе го раскинеме договорот. Па нема што да ги предупредува нека го раскине договорот. Затоа гласаа луѓето, 500.000 луѓе гласа за тоа. Ќе го раскине. Ма се јас зборам за стратегија на раскинување. Аха. Грците дефинитивно не тие ќе се инатат, ќе ти викаат ама не, ама тоа е локална работа, ама ова, она. Нема да го раскинат грците, Преспанскиот. Имаше код Зијас една колумна пред 2-3 дена, објавена и кај нас, вика, ние победивме 100-0 со Преспанскиот. Вика, ние си ја заштитивме античката историја, го трнавме тој дел од идентитетот кај македонците, дека се наследници на Александар Македонски, на античка Македонија, че код Зијас се изнафали. Сириза, председателот на Сириза искочи и му кажа на Мицотакис, стварно мислиш дека не е добар Преспанскиот? Повели раскини го. Ама да знаеш, добивме тоа и тоа со Преспанскиот договор. Ма знаеш кај е проблемот? Што и ние, и јас мислам дека Грција не доби 100-0. И ние имаме чувство дека не добија 100-0. Ама Бугарите не добиваат 100-0. Бартоломеј не добива 1.000.000. не, Бартоломеј зависи од нашиот дали ќе предадат. Секој зависело од нас. И зашто сум бил за Југославија сум зборил. Аха. Во Југославија ги нема овие маки. Бугаринот вика ки излезе работава мечка, ја лајте пиленца. Ке излезе. Не ми ќе ја лаеме. Што да правиме? Елај. Ја лајте пиленца при бато. Ајде, кај вас ке одиме. Не, овој. Не, овој. Так, Наш само бугарин. така е потпишан, наш Не бе бугарин. бугарине, Добро де? ама наш. Баш при вас ке одиме. Вие сте ми за пример земја. Не. Друго сега да Ќе кажам, има таа у песната Македонија. ја лајте пиленца при бато ќе биде на крајот. Е па сега. Па види, може и да е управо бугарин. Јас само кажав сега втор пат кажав пред 40 минути да повторам тоа што сме го збореле у изминатаа година и таа пред неа ќе се потврди за скоро. Така е. Значи тоа што ние сме го збореле, дали било така или не, дали сме били управо или не, ќе не потврди или ќе не демантира само времето. И не сме ние криви, не се љутат. Иначе, Ние ќе даваме поддршка. 500.000 луѓе, ние ги почитуваме што гласале и ќе викаме да, така е, браво.